Ова утро ве поздравуваме од едно сладко место во центарот на главниот град, каде што денот и утрото може да ви започне со уникатен круасан или нешто сладко. За тоа како се роди идејата за ова уникатно и префинето место, но и како желбата и љубовта кон сладките дојдоа до нејзина професија, таа да биде сладкарка. Ова утро ќе разговарам со Милена Ангелковска, ќе ви посакам Милена добро и убаво утро и ви благодарам за вашето одвоено време, за тоа што ве па и прифативте за да споделите за тоа како и да се биде сладкар во денешно време. Така, благодарам, добре ве најдов. Како е да се биде сладкар? Доста креативно. На почеток е доста креативно, да бидеме реални. И мислам дека една од најсладките професии, ако може да се каже во буквална смисла на зборот. Да, затоа што постојано сте обкружени со убави, со сладки нешто, со сладки задоволства, а нема дефинитивно човек кој што не ужива понекогаш да си се почастен или со некое сладко задоволство. Како се роди идејата и како настана приказната за кейкери and бейкери? Јас сум релативно долго во сладкарскиот свет. Како се роди идејата? Идејата се роди од голема желба. На почеток да створам нешто мое, да покажам нешто што можам јас како сладкар да направам, нешто малку поинтересно, нешто да речеме ајде во мој стил, така и дојдовме до свет кейкери, бейкери. Да, што е она што те води, од каде црпиш инспирација? Навистина тука може да се најдат многу уникатни сладки, не оние стандардни или кои што ги знаеме и се од нашето детство, затоа што јас и тука негде сме со годините, нели, но сепак има уникатност во сладките кои што ти ги подготвуваш. Да почнеме од тоа, нели, да се надоврзам дека ние сме некаде со генерации. Најискрено, јас сум малку по-млада, по-нова генерација на сладкари, ако може така да се нарече. Ги имам изучувано и оние традиционалните, немам ништо против традиционални благи, меѓутоа, ако бидеме најискрени, не сум генерација на човек што имал долго искуство со оние традиционални благи, а инспирација црпам од секаде. Од предходни искуства, од, ајде да речем, интернет, курсеви и се што може да се надополни за да правиме нешто повеќе, да пробаме нешто повеќе. Така да таму можам да кажам дека барам инспирација и идеи. Како луѓето кај нас ги прифаќаат новите сладки, колку сакаат ви се отворени или да пробаат и да вкусат нешто што не е стандардно или нешто што е ново, уникатно, па на некој начин и да истражуваат нели во светот на сладките? Тоа е и целта. Тоа е целта на моето работење, барем како сладкар. Луѓе малку поспоро се одвива тоа прифаќање на нешто ново, прифаќање на нов вкус, можеби да избегаме малку од секојдневието. Сега, сепак луѓе сме, ние сме луѓе од навика. Сакаме тоа што си го сакаме и тоа е супер. Меѓутоа јас би сакала да полека, сигурно да пробиам и да се навикнеме малку на нешто поново и на нешто малку поинтересно, ако може да се каже. Така, твојата желба доаѓа од мали години, нели, да бидеш сладкарка, односно да подготвуваш сладки. Се сеќаваш ли кое беше твоето прво сладко кое што го подготви? Видете, јас никогаш не се заборува првото нешто што се го направиле. Ќе биде ова малку интересно и можеби не некој ептен, некој благо. Првпат кога јас влегов да се сретнам со, ајде да речеме, работа и сладкара, првото нешто што го направив е некое малку потрадиционално благо, тоа е васина торта. Тоа ми беше првиот допир со нешто од сладкарство, каде што имав една многу благодарна сум на таа тетка што стварно ме научи доста во животот. Ми подаде вака едни оривчиња и ми рече ова сега треба да биде многу ситно и сецкано. Така да тоа никогаш нема да го заборавам, тоа е прво искуство. Јас се надевам нели дека ќе се го памтам затоа што се стварно убави спомени. И така ми се разбуди интересот да бидеме реални за да пробувам и повеќе и ново и подобро и да бидам нели подобра во себе и за сладките.
Со какви предизвици ве денес како сладкар се соочувате вие? Какви се предизвиците ве за сладкарите во Македонија? Па, има доста предизвици, не е дека е најлесната работа. Сепак ова е физичка работа, ова е да бидеме реални, сладкарството е дисциплина. Сладкарството е нешто што мора да следите чекор по чекор. Нема многу простор за импровизации. Може би во делот на декорирањето има некој простор за некоја креатива, меѓутоа самото сготвување на благото мора да биде следено до последен чекор. Мислам дека и тоа ни е најголем еден предизвик, како да не секое следно благо да не биде малку поразлично од првото, да се држиме до таа една норматива. А и следно е тоа што мислам дека се уште сме малку поназад во делот каде што немаме доволно намирници, немаме малку на светов има малку и поголема технологија каде што се уште ја немаме тука, меѓутоа јас сум многу среќна што напредуваме таму. Можам стварно да кажам дека Македонија напредува од делот на да имаме малку повисока технологија, малку поголем број на намирници, така да мислам дека се движиме на убав пат кога се збори за сладкарство. Да, мирисот кој што тука ни се шири, значи навистина е прекрасен, затоа што сепак нели се работи за нешто што е свежо приготвено тука сега пред малку, но колку еве вие се трудите да направите нови нешта, да извадите нови производи на палетата кои што ги имате во однос на тоа што нели сега ни доаѓаат, па и славите веќе се почнати, па и есенски мотиви, со што се приготвува еве сега во овој период? Па, само што спремивме, нели, еве, се спремаме да бидеме искрени веќе што може за празниците. Сакаме да ведеме некои нови ствари, но ако не проследите Сладкарова, ќе видите дека многу често вадиме нови ствари, многу често јас се трудам да менувам се, ама и најинтересни делови се сега околу празниците, да бидеме реални, едно од најубавата сезона на годината. Спремаме нови ствари, се надевам дека ќе дојдете да ги видите. Таму веќе е најубавиот дел од нашата работа, каде што стварно може да побарате нешто поинтересно, покреативно и да го направиме тоа, да биде нели поубаво и за дечињата, затоа што највеќе да бидеме реални на празниците, мислам дека они се радуваат. На Милина, што е она најтешкото со кое што се соочува сладкарот, односно за тебе? Кој е најтешкиот процес, најтешкиот дел од сладкарството? Јас кога тргнав да го правам ова како нели мое, се сретнав со една идеја што се уште ја спроведувам овде, дека секогаш да имаме свежи благи. Кај нас немаме некоја голема, ајде да речеме, количина на тоа благо, меѓутоа јас би сакала и уште го правам тоа, е секогаш да има свежо. Тоа значи дека од ден за ден денес се прават благите, денес ќе се потроши, утре се прави нешто ново и тоа е многу тешко. Затоа што таму се сведуваме на некоја идеја, немаме доволно припреми, некогаш ќе се случи на пола ден да снема нешто, така да мене сега моментално тоа ми е најголемиот предизвик, како да го задржам ова автентично и да има буквално секогаш свежо благо од Сабајле кај нас. Да, секогаш нели со уникатните идеи кои што ги имате, ќе ги пренесете нели тука за да можат и луѓето во земјава и во главниот град нели да вкусат нешто ново, нешто што е уникатно, нешто што не може нели да се вкуси и да се проба на друго место. Ви посакувам уште многу успеси во иднина, да си постоите уште многу долго и така да си се среќаваме ве убави работи. Благодарам многу, јас стварно се надевам дека ќе се среќаваме за стварно мислам поубави. И за убави и денес се среќаваме, меѓутоа би сакала да покажеме уште повеќе и повеќе. Како и да, јас ке се заблагодарам на вас и на телевизијата што дојдовте да не дзирнете. Би сакала и да поздравам за сите што веќе не следат и веќе доаѓаат кај нас и да им порачам дека нели ќе се трудиме се повеќе и повеќе и само нови сладки, нови интересни декорации и се подобро да правиме што можеме. Благодарам.